А сега малку за здравјето, посебно кај нашите најмили дечињата. По отстранувањето на крајниците потребна е нутритивна поддршка. Што се треба да се внесува и како треба да се однесуваме во поглед на побрзо закрепнување. Денес прва гостинка во студиото, доктор Тијана Јорданова, доктор по општа медицина, специјализант по оториноларингологија. Добро утро за вас, добре ни дојдовте во студиото и на самиот почеток, пред да ве препуштам на нели советите, да ве прашам за кафе. Може, благодарам. Да, повелете. Утрото го започнуваме со кафенце? Секогаш, Тијана? Секогаш. Тоа ни е и рутина на нашето одделение. Секоја сабајле прво кафенце, едно кафе, сите заедно. Да. А колку млада докторка имаме, гледаш ли, Оливера? Да. Наши перспективни млади доктори кои што се грижат за нашето здравје или пак поточно за здравјето на дечињата. И на самиот почеток на утринската програма споменавме дека многу честа појава се проблемите со крајниците кај дечињата и токму за тоа ќе разговараме ова утро, но и од мене добре ни дојде за прв пат така. Да, за прв и драго ми е благодарам. што си дел од нашата утринска програма и ќе зборуваме токму на оваа тема. Кафето ќе го подготви мојата колешка Оливера. За добре дојде. Со оглед на тоа дека кажавме сме прв пат. Ајде сега да преминеме на темата која е многу важна. Како што кажавме, за жал многу често појава е. Отстранувањето на крајниците е една од хируршките интервенции кај дечињата, меѓутоа вие сте тука како доктори, нели, после оперативниот зафат да се грижите токму за нив. Сега, како се изведува оваа интервенција и на каков начин? Значи вака, ние во нашата болница користиме најнов апарат кој што се нарекува микролайн за вадење на крајници. И тоа е еден посебен инструмент кој што ни овозможува целата операција да ја изведеме само со користење на еден апарат кој што ни дава едно чисто и бескрвно оперативно поле, кое што ја прави самата операција многу побрза и многу побезбедна за пациентите. А од кога се практикува токму овој начин кој што сега го споменуваме? Овој метод веќе го користиме некои 3 до 4 Што значи сепак е нешто релативно поново во медицината? Секогаш гледаме да ги користиме нормално најновите, најбезбедните методи за колку трае овој оперативен зафат? Оперативниот зафат е релативно брз. Еве го кафенцето. Благодарам. За вас, повелете. Благодарам. Самата интервенција е релативно кратка, таа трае околу 15 до 20 минути. Компликации се јавуваат ли при оперативниот зафат, било какви, од каков вид, зависно или од пациентот, со што и на каков начин се соочува со проблемот со кој што го носи со крајниците? Така, самата интервенција е рутинска интервенција и таа многу често се изведува во нашата болница и таа е најчесто изведуваната интервенција од страна на докторите оториноларинголози. Така што во самата интервенција и немаме некои компликации, докторите се сите многу искусни за безбедно и правилно да ја изведат интервенцијата. Меѓутоа, главниот предизвик лежи во постоперативниот период, односно после операција во закрепнувањето. Тоа значи операцијата е можна лесна, се изведува лесно, меѓутоа после тоа, после операцијата е важен пристапот и главниот предизвик. Тијана, нема се надевам да се налутиш да споменеме и тоа затоа што си разговаравме нели во холот на Алфа, така велам, затоа што зборувавме и за тоа нели кога те прашав зошто во животот, еве млада докторка си ни, се одлучи токму за оваа професија и како мали нели кој збор требаше прво да го погодиме, оториноларингологија беше предизвик за сите нас како дечиња, меѓутоа кажа дека и ти си се соочувала со тој проблем и затоа си се решила токму во овој правец на медицината. Да, како мала имав многу чест проблем со крајници, со појава на ангини, болки во грлото. И тоа мислам дека беше едно од причините зашто и јас сакав да се одлучам за оваа професија. А дали постојат деца што се раѓаат со природно зголемени тонзили? Да, има деца кои што имаат природно многу големи крајници и тие им прават главно проблеми во дишењето. Дури кога прават проблем крајниците, некои доктори велат подобро да стојат, да заштитуваат. Така, тоа има до некаде улога, меѓутоа главната функција на крајниците е во првата 1 година до 2 години од животот, бидејќи тогаш детето за прв пат доаѓа во контакт со
надворешни бактерии, вируси, почнува да му се развива имунитетот. Така да во тој период тие имаат улога за закрепнување за развој на имунитетот. А потоа и немаат некоја функција затоа што такви лимфни чворчиња во устата, во околу респираторниот тракт, околу дигестивниот тракт ги има голем број, така што и тие после ја превземаат улогата исто како кревиците. И ти се реши да помогнеш. Да, помогнеш токму во тој правец затоа што самата на своја кожа се почувствувала како е. Сум видела како е да се има проблем со крајници и знам кој е бенефитот од вадење на крајниците. Интересно, затоа сакав и да го споменеме, меѓутоа и многу хумано од твоја страна. Сега, ајде кажавме многу е лесен оперативниот зафат кој што се изведува, се разбира, во Систина и оној метод кој што го споменавме. Меѓутоа, многу е сега важно постоперативно. Како треба ние сега да се грижиме за пациентите и на каков начин, затоа што кога оперираме крајници, многу е важна исхраната, нутритивните вредности кои што треба да се внесуваат. Што правиме тогаш и колку е временскиот период за пациентот повторно нормално да почне да се функционира и да се храни? Значи вака, закрепнувањето после вадењето на крајници трае околу 2 недели. Прво ложите, односно местото каде што биле крајниците од која ќе се извадат, се препокриваат со еден слој на фибрински налепи. Тоа се едни како беличасти налепи кои што ги обложуваат ложите каде што биле крајниците. И првите денови тие почнуваат да се задебелуваат, за околу 6-7 ден тие самите почнуваат да се одлупуваат, да паѓаат. И веќе околу 10 до 14 дена имаме едно комплетно заздравување на ткивото, регенерирање на ткивото и тука више може и пациентите да се вратат и во нормалната исхрана, веќе немаат болка. Но кога се работи за дечињата, тие се понежни, посетливи, меѓутоа кажавме дека сепак повозрастните ги имаат оние поголеми проблеми со кои што се соочуваат кога се вадат крајниците, кај децата е полесно. Зошто е полесно кај дечињата? Вака, децата после секоја хируршка интервенција, не само вадење крајници, и после секоја повреда имаат многу поголема способност за регенерација и за заздравување на ткивото. Едноставно процесот на закрепнување кај децата оди многу полесно. А и тие самите мислам дека многу побрзо забораваат дека се случило нешто, дека биле оперирани, забораваат и се враќаат во своите секојдневни активности и кога се фокусирани на нешто друго, не размислуваат толку на болката и на операцијата. Но сигурна сум дека тоа е многу важно и од начинот на кој што вие го имате пристапот кон нив. Секако, да. И самата вештина на хирургот и методите кои што ќе се користат во текот на операцијата се многу значени за тоа колку брзо и како ќе оди закрепнувањето. Закрепнувањето, така. После оперативниот зафат, колку време се лежи во болница? После самата интервенција, децата остануваат уште 2 дена во болница, најчесто кратко време, најчесто со еден од нивните, секогаш со еден од нивните родители. И во овој период ние можеме да следиме како ни заздравува ткивото, да го следиме нивното закрепнување и да менаџираме со болката, да даваме лекови против болка, кој што е и најсилна во овие први 2 дена после интервенција. И овој период ни овозможува една шанса да разговараме со родителите и да ги обучиме како правилно да му пружат една постоперативна нега на детето, што можат да направат дома, на што да внимаваат за исхраната, за физичката активност. Така. Ајде сега околу исхраната. Што е она што тие треба да консумираат после оперативниот зафат и што би било најлесно за нив за да ги внесат оние нутритивни вредности кои што се потребни за секое дете? Значи, главно на што треба да се фокусираат е да се внесува соодветен доволно течности и доволно протеини во храната. Хидратацијата е многу важна во постоперативниот период. Ние препорачуваме да се внесуваат најмалку од 1 до 2 литри на течности секој ден во првите 2 недели после операција. И хидратацијата не само што ни превенира и спречува да се појави некоја компликација, како што е дехидратација и на покачување на телесната температура, некогаш дури и температура до 38,5 може да се јави кај децата доколку не внесуваат доволно течности, а исто така е докажано дека соодветната хидратација и внесување на течности е поврзано со значително повеќе намалување на болката после операција. Така, значи течностите се број 1. Да, течностите се главни. Потоа е храната и тоа особено топло, ладно, дали тоа има врска? Препорачуваме ладно, бидејќи топлото знае да ги рашири крвните садови, но да споменеме е добро, а ладното исто така го намалува оттокот и воспалението што се нормално се јавуваат во грлото после интервенцијата и затоа обично
им прија повеќе на децата и гладни течности. Од која до која годишна возраст најмногу се подложни дечињата да имаат проблеми со крајниците? Во секоја возраст, мислам дека имаме пациенти што се од 2 години па дури до 70 години кои што имаат проблеми со крајниците. А можеме да очекуваме, еве, например, без разлика како што кажуваме, и тоа да го споменеме, нели, да знаеме, да бидеме подготвени, можеме да се соочиме во било која годишна возраст со ваков проблем? Да, овој проблем може да се јави во било кој период. Кај возрастните е поретко да се јават проблеми со крајниците и кај нив почесто е од инфективна природа, односно проблеми се честите инфекции на крајниците, додека кај деца све повеќе во последните години, како што се развиваат најверојатно и алергиите све повеќе кај децата, повеќе имаат проблеми со обструктивниот дел, односно поради големината на крајниците имаат проблеми. Да. Меѓутоа, кога доаѓаме до заклучок, еве и вие, нели, како доктори, дека е потребен хируршки зафат и да се отстрани крајникот, кои се причините најголемите фактори, ова што го споменуваме, инфекции и слично, меѓутоа доаѓаме до моментот дека тука мора да се изврши оперативниот зафат и кога е тој временски период? Значи, има две главни причини за отстранување на крајниците, тоа се обструктивна или инфективна причина. Обструктивната причина е поради самата големина на крајниците и тука децата обично имаат проблеми со дишење, со тешко дишење на нос и појава на крчење при спиење и некогаш дури и појава на апнеа во спиење. Тоа се краткотрајни прекини од по неколку секунди во дишењето навечер. А од инфективната причина... Што представува сигурно голем стрес. Тоа е сериозен проблем. Тоа е дури некогаш и тоест и е поголем проблем од самите инфекции, бидејќи кога имаме лошо дишење и лошо спиење навечер, се нарушува и растот и развојот на детето и се нарушува и кислородната сатурација на мозокот навечер при спиење, што троши и бара многу повеќе енергија од организмот. А од инфективната природа ние велиме дека тоа треба да се вадат крајниците ако има повеќе од 7 ангини во текот на една година или повеќе од 5 ангини во текот на 2 последователни години или повеќе од 3 ангини во текот на 3 последователни години. Значи, тоа правило треба да се следи, да. Кај возрастните исто така или? Истото правило важи и за јас сум имала 3 ангини досега, што треба да значи тоа? Ако 3 години поред имате 3 ангини секоја година, тоа би било индикација за да се извадат крајниците. Не било секоја година, меѓутоа почесто знаело, но добро е сега барем не се соочувам со тој проблем. Закрепнувањето кажавме да многу е важно после оперативниот зафат кај дечињата, како што нели напоменавме многу е, еве ќе споменеме уште еднаш, важно и да се внесува онаа вистинската храна која што е потребна. Кажавме 2 дена се само во болница и потоа се дома. Се доаѓа на контрола редовно после тоа што правиме, да. Каков е начинот на лекување? Главното лекување е да се внимава прво да се намали физичката активност, значи препорачуваме децата да одмараат во домашни услови првите 10 до 15 дена после интервенција и ги обучуваме родителите секогаш на правилна исхрана, бидејќи исхраната ни е главна во закрепнување на детето после операција. Во првите денови после интервенција препорачуваме да се внесува течна и кашеста храна, тоа е затоа што нели секако првите денови болката е најголема и оваа храна најлесно се толерира од страна на децата. Значи тука може да внесуваат сладолед, пудинзи, палента, пире од компири и слични работи кои што се помеки. Што е добродојдена храна за децата, така? Да. Бидејќи таа најлесно може да баш тогаш ќе им се јаде нешто што не треба. Тоа секогаш е така. Сега според новите истражувања сметаме дека и не треба толку да се плашиме од храната после операција. Значи, единствено што треба да се внимава е да не се внесува некоја екстремно цврста или тврда храна. Меѓутоа, веќе после 5-тиот, 6-тиот ден дури се препорачува да се внесе храна која што треба да се џвака. Значи да почнеме да внесуваме тестенини, било кој сварен, оладен зеленчук, средина од леп, значи храна што треба да ја џвакаме, бидејќи на тој начин се раздвижува мускулатурата во грлото, побрзо се одлупуваат оние беличасти налепи кои што се формираат во грлото и исто така е докажано дека ја го намалува и интензитетот на болката и го скратува и времетрењето на болката и на опоровувањето. Така беше кај тебе? Да, од искуство исто така. Во тој период порано се сметаше дека треба 2 до 3 недели само течно и кашеста храна да се јаде. Порано не дозволуваа ништо друго освен
течна храна. Но принципот на оперативниот зафат тогаш каков бил и каков е, еве сега некоја разлика мала да кажеме околу тоа. Има голема разлика во значи, не е мала, кои што голема се разлика. користат, да, порано се користеа оние класични методи, па имаше повеќе крварење во текот на операцијата, крварење после операцијата, така малку поголем стрес беше за децата во тој период. Да, верувам, меѓутоа затоа сега не е така. Да. Поготово и кај вас во Аџибадем Систина, како што кажавме, еве и вие како доктори си го започнувате утрото со кафенце и ние водители и гледачите сите заедно за да започне денот. Меѓутоа јас сум сигурна дека од ваша страна давате се од себе, прво да ја видите насмевката кај дечињата, па потоа и да започне убаво денот. Ги споменавме оние најглавните фактори, односно што е она причини кои што доведуваат до проблеми со крајниците, меѓутоа еве откако ќе закрепнат дечињата, потоа не се јавува воопшто веќе никаков проблем затоа што крајникот е отстранет и тие многу полесно функционираат, претпоставувам. Така е, да, дури е забележано и зголемен напредок во растот и развојот кај децата после отстранување на крајниците. Колку има врска, значи, да, сето тоа? Има една интересна студија која што ги следи децата во период од 6 месеци и децата се поделени во две групи. Кај двете деца постои соодветна индикација за вадење на крајниците, меѓутоа едните деца се оперирани, едните не се оперирани. Добре. И забележале дека кај децата кои што биле оперирани, во период од 6 месеци пораснале во висина за околу 6,6 сантими, во споредба со неоперираните кои што пораснале за само 1,9 сантими. А уште поголем напредок е забележан и во телесната тежина, каде што оперираните деца добиле околу 2 килограми телесна тежина за само 6 месеци, а неоперираните добиле само околу 690 грама во тој Ете колку има фактори има како се олеснува навистина после тоа после вадењето на крајниците. Многу убаво објаснување ни дадовте за сето она што сигурно сум дека ги интересира сите затоа што се соочуваат, кажавме, ова е се почеста појава кај дечињата. Кој е најмладиот? На која возраст е најмалиот пациент, најмладиот? Најмладиот пациент може да биде дури на една година, доколку навистина има голем проблем, меѓутоа обично препорачуваме доколку не е толку интензивен проблемот да се почека барем до 2 години, па од 2 години нагоре више може да се изведе слободно. Полесно интервенцијата, да. Доколку нешто е важно да го споменеме, секако јас ќе оставам на вас како доктор, затоа што јас мислам дека ги постави сите оние прашања кои што треба да ги слушнеме, нели што се однесува на оваа тема и прекрасните одговори, совети, објаснувања од ваша страна, а доколку нешто подзаборавивме, слободно може да споменете. Значи, мене главната цел ми е да им кажеме на родителите дека не треба да се плашат од храна. Да ги охрабриме. Да ги охрабриме малку дека со соодветна исхрана и соодветна поддршка од вашиот доктор, оваа постоперативна нега може да помине многу лесно и многу лесно може да биде закрепнувањето. Но мислам дека и од сите она што имаа можност да го слушнат, ќе разберат и сватат дека навистина сега во ова време со напредокот на технологијата во медицината е многу лесен пристапот, нели, да се изврши токму овој оперативен зафат и потоа постоперативниот зафат да се негуваат дечињата во домашни услови. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Посакувам многу успешни денови во вашата професија. Ви благодарам. И долги години работа. Ви благодарам за одличните совети и за сето она што го прикажавме пред нашите гледачи, бидејќи знам дека голема е бројката на луѓе кои што се соочуваат со овој проблем, а сето тоа е траума како за децата, така и за возрастните.